Замислете на еден ден да им биде дозволено, наместо на политичарите, уметниците да управуваат со светот. Можете ли да си замислите каков ден би било тоа? Романтичен, прекрасен, совршен ден. Во продолжение ќе имам можност и чест и задоволство да разговарам со еден млад уметник, се работи за виолончелист. Тој од 55 меѓународни државни надпревари има освоено 51 награда. Неговото име се проучува во Македонија во 2021 година, кога на надпревар во Малезија го освојува првото место. Честито задоволство ми е што ќе разговарам во продолжение со Антонио Илиовски, кој што токму зад оваа врата зад нас има нов предизвик пред себе, кој што ќе се случи в четврток на 11 мај, солистички концерт со Камерниот оркестар. Честитам за тоа. Благодарам многу, добро ве најдов, здраво. Антонио, какво е чувството последните минути, последните часови кога се одбројува моментот кога треба да застанеш пред публиката и да го покажеш тоа што го вежбаш досега? Секогаш предизвик, секогаш убаво доживување. Ова се најубавите години на еден млад уметник како мене и спремање за концерти и искуство со нови музичари, веќе истакнати музичари, диригентот проф Лефи Фи ќе биде диригент на мојот концерт и секогаш е ново искуство, ново доживување, нови радости и така натаму. Како ја замислуваш таа пролетна мајска вечер, 11 мај, 19 часот? Што е она што може да се вети на публиката од сега? Само да не врне, а и да врне, ќе биде убаво. Свирам концерт за виолончело и оркестар од Франц Јозеф Хајден. Тоа е класицизам. Концертот се состои од 3 става и 2 каденци и со надеж дека се ќе биде во одличен ред. Одбра да се случува концертот, ова е твој втор солистички концерт, ако не се лажам? Во Скопје ми е трет. Прости за мојата грешка. Одбра се случува токму во музеот на македонската борба, овој музеј што е зад нас. Која е причината зошто токму оваа институција и кажи ми одбра и да биде отворен влезот. Значи можеме да ги поканиме сите што не гледаат да бидат присутни на твојот концерт. Точно. Бидејќи првиот солистички концерт во Скопје ми беше токму овде, во овој музеј и како што веќе почнав да свирам повеќе и да добивам шанси да свирам повеќе, би сакал повторно да се вратам на коренот од каде што све започна, првото почнување на солистичката кариера која што нели никогаш нема да биде патот тој веќе солистичка кариера, секогаш има нешто ново и едноставно една убава патека. Сакав да се вратам повторно тука да видиме како ќе стои овој пат после 3 или 4 години, 2019 беше првиот. И да, влезот е слободен. Сакам сите што се во можност да дојдат, да видат, да слушнат критика, пофалба, се е добре дојдено од секој. Како течат последните подготовки и ме интересира што е она што те опушта, што е она што те прави похрабар и посамоуверен на сцената? Подготовките се од четврток минатиот. Денеска сега имам проба за 15 минути некој, утре ми е предпоследна, во четврток е генерална. Би кажал дека иде секако што треба. Тоа што ме опушта секогаш на концертот или по принцип? Пред концертот, што е она што те опушта и што ти дава храброст и сила за да се подготвиш и да бидеш посамоуверен на сцената? Многу ќе звучи чудно, ама секогаш кога ќе видам црни чорапи дека носам пред концертот, ми кажа, тука сум, знам, сега е концертот. Иако кога ќе застанам на сцена на 5-6 минута, веќе ја сваќам дека го свирам концертот. Ама да, тоа ми е прави најспокоен, црните чорапи, кога си ги видам. Да, непосредно си неколку минути пред една од последните проби го носиш виолончелото со тебе. Ја нема да го отвориме, ќе им кажеме на гледачите поради тоа што не послужи времето, но во друга прилика ќе ни ветиш една убава мелодија само за Алфа телевизија. Може така? Да, секако. Претходно ќе ги поканиме сите оние кои што сакаат да те слушаат во живо на 11 мај, в четврток во 19 часот, да бидат присутни токму овде. Која е разликата помеѓу
свирењето, оркестарскиот настап и солистичкиот настап. Постои ли разлика во чувството при подготовката? Претпоставувам и двете се посебна одговорност, засебна одговорност, но какво е чувството кај еден уметник? Секое свирење си има своја тежина, си има своја пат и на начин на подготовка, но мислам дека за солистичката дејност, односно солистичкиот концерт, треба предходно многу долго време дисциплинирана работа со мозок, со памет, не да лета во облаци, и едноставно не треба да се дозволи да има моменти на непрецизна работа, кој што јас се борам со истите, но едноставно е 100% фокус во целото свирење. Оркестарското свирење, да, истото треба, но имаш поддршка од страна, тука си сам на сцена, диригентот е до мене и Од тебе зависат многу работа. многу работа. Целосниот концерт, дали 35 луѓе ќе останам истото темпо во кое што почнам до крај и да ме пратат. Така да е една магија која што се случува помеѓу солист и оркестар. Така, и претпоставувам магија помеѓу солисти и публика. Тоа е посебната магија која што не се најтешката. опишува, така. Најтешката магија, за да бидеш слободен да ја направиш комуникацијата со оркестар, со публиката, пардон. Затоа треба да многу да си спремен психички, во свирење и така натаму. Долг процес кој што си бара константност и све што доаѓа со неа. Антонио, како минуваат студентските денови? Студираш во Софија, зошто одбра таму да го продолжиш своето образование и што е она што можеш да ни раскажеш како минуваат твоите студентски денови? Софија се запишав поради тоа што има одличен професор по виолончело, одличен педагог, доцент доктор Атанас Крстев. Мислам дека беше одличниот чекор за мене. Студентските денови се од многу рано сабајле до касно вечер на свирење и вежбање, проби, часови понекогаш одам. Поголем дел се само свирење и тоа е тоа. Немам интересни студентски денови многу, ама за мене се најубавите. Да, верувам дека е тоа така. Каква музика слушаш во слободно време? Многу рок, многу македонски рок и многу стар рап. Значи, типот на Архангел, типот на Чиста околина, Бадминтонс и знам и Металика да слушам некогаш, ама многу се држам на XU, рок, хеви метал, панк, стариот македонски рап, Чиста околина, Мозаик и така. Диме Поповски многу почнам да го слушам во последно време, многу убава музика има. Супер, одлично. Што по концертов, што по 11 мај, каква е твојата агенда, може би планови, дали имаш нешто кон што целиш во иднината, уште од сега? Да. После 11 мај се враќам во Софија, се спремам, имам крајни испити. На 30 мај заминувам за Букурешт, фестивал за челист, мислам дека се вика. Да, така е. Букурешт. И после тоа има неколку исто така фестивали и проекти кои што би сакал прво да бидам сигурен дека ќе се одржат и на кои што ќе свирам, па ќе си ги кажам јавно како што е редот. Цели секогаш има соништа, цели кои што ќе останат само цели соништа ако не се работи и ако нема дисциплина во нив и љубов доволно. Така да. Да, јас ова интервју го започнав со тоа што реков да си замислим еден ден како би изгледал светот доколку со него управуваат уметниците наместо политичарите. Јас само за крај ќе ти посакам да го освоиш светот со овој инструмент. Ти благодарам. Фала ви многу, живи здрави да сте. Срекни сме што го имавме Антонио Илиоски во Добро утро секое утро. Уште еднаш потсетувам, поводот на овој разговор беше неговиот трети солистички концерт во Скопје, токму овде зад нас во оваа институција, во овој музеј. Можете да дојдете, влезете слободен на 11 мај, четврток, со почеток во 19 часот.